Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Налагите на Васил Пишев и на ВМРО ДПМН им нема крај. Тие продолжуваат да го тераат своето зацртано сценарио за оцрнување на името на Зоран Заев и општина Струмица, служејќи се со купишта невистини. Васил Пишев не одговори на неколку прашања. Во оваа прилика ќе му ги поставиме повторно. Прво, дали фирмата Жикол, чиј директор е член на Советот на општина Струмица од редовите на ВМРО ДПМН, а ги доби најголемите тендери во општина Струмица за изградба на плоштадот во Струмица, катната гаража, гасификационата мрежа во Струмица и едно чудо канализациони и водоводни мрежи во општината. Дали тој е дел од кланот Заев? Второ, ако се знае дека само во последниве 2 години во постапките за превоз на ученици во општина Струмица учествувале 13 понудувачи, од кои дури 12 вршеле превоз на ученици, а не само фирмата Тритерол, дали сите тие фирми се дел од измислениот клан Заеви? За да ви биде појасно, фирмата што според вас е блиска до СДСМ, по законска постапка добила тендери во висина од безмалку 300.000 евра, а само фирмата Жикол, блиска до ВМРО ДПМН, по иста законска тендерска постапка добила 5 милиони евра од општина Струмица, или скоро 17 пати повеќе. Знаете ли математика, господине Пишев? Знаете ли, господине Пишев, да направите споредба? Трето, дали фирмата Джови Компани и уште многу други компании блиски до вашата партија, кои добија тендери од општина Струмица, се дел од кланот Заев? И четврто и најважно, дали и вие, господине Пишев, сте дел од тој клан Заеви? Тоа се прашањата кои му ги поставивме на Васил Пишев, на кој немаше доблест да одговори. Не може да одговори на тие прашања од проста причина што вистината за него и неговата партија се многу болни. Тие всушност се скарани со вистината. А вистината вели дека сите тендерски постапки во општина Струмица се спроведени според законот за јавни набавки и истите се чисти како солза. Да не беше така, судските органи и органите за прогон по директива на ВМРО ДПМН многу пати досега ќе тропнеа на вратата на општина Струмица. Знаеме дека не можат да го преболат безпрекорното законско работење на Зоран Заев и општина Струмица, па се приморани на подол и мизерен начин да го истураат својот очај со лажни наводи во нивните пресконференции. Но еден ден и тоа ќе заврши, а тој ден за нивна несреќа немилосредно се наближува. Денот на крајот на нивните гнасни лаги е денот кога конечно по волја на граѓаните тие ќе заминат од власта што бесрамно ја злоупотребија. Ќе биде тоа денот кога Македонија и нејзините граѓани ќе започнат повторно слободно да дишат.